Здраво, живо, ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина! Здраво, Панче! Како си во оваа кратка работна недела во Германија? Темите ни беа прошлите недели за празниците, кажавме. Ова е предпоследната недела каде што има празник, следната паќе има празник, паќе прославуваме. Да. Ама и у Македонија празници има, да не ги береме гајле, значи сега они паќе врзат, еве ги денеска, вакво речи го, денеска е Свети Кирил, 24-ти, петок, Да. успешни за вакве, среќен празник на сите просветители, а и на сите кири, Среќен кирилчиња, да, кири, киријанки, нека е живо, ама и нашава тема е малце поврзана со традицијата во Германија. Да, и ние некако се на славење на одмарање и на славење ни иде во последно време. Така и оваа тема збориме денеска за обичаи при свадба и крштенка во Германија. Крштевка. Како е правилниот збор уствари? Крштенка. Ја го знам како крштевка. Добре. Да, ама првен мај месец на свадби, убав месец, тука се слави, се свадбите се прават. Сега малце свадбите тука се поинакви во однос на традицијата и во однос на тоа како се организираат и како се спроведуваат сите свадби во однос. Кај нас се знае. Битно е кубот, деверот, старосватот, прасето, у Велес свадба без белџигер не бива. Ja? Да, зборевме за ова, во кој, не знам во кој епизода спомнавме. Свадба без белџигер. Свадба без белџигер у Велес не бива, не е свадба. Не. Пирошка и поголам кашкава. Ама тука у Германија си има сосем други работи. Ама пред да фатиме темава, извадив па една бројка. Знаеш колку свадби имало у 2023 у Германија? Ајде, едно бројче. Сега. Ме најде сега во небрано. Колку свадби? Малку 6. 600 цифрено е. Што? 600 цифрено. 100.000. Повеќе. Ајде, не те мачам. Помалку 79. 361.000 свадби имало у 2023 година у Германија. Мислиш шлисунген, значи исклучување брак или да, добро. Тоа е веќе не е ферловом, значи свршавачка не го спаѓаме тоа. Тоа спаѓаме или матично или у црква, или матично или у црква. Сега што е карактеристично тука? Мислам, ја свадба правев тука малце помала, ама доле малце поголема, се знае, привилеги фамилијата доле, вакво е тоа. Меѓутоа сум бил на доста германски свадби, сум бил на пријатели, колеги, комши, па и во фамилијата. Двајцата шуревци се со германка, значи сме правеле и тука свадби и знаеме што е. Мене било многу интересно поимот Polte Abend, ти кажу ли? Polte Abend, да. Тоа е уште такво нешто ако направат македонците. Мислам дека превод нема на нашки, бидејќи е баш као посебна традиција за дента пред свадбата, вечерта пред свадбата. Така? Точно, да. Понекогаш се прави недела дена, ама тука е во близината на денот кога е свадбата. Значи, крши, лумпуи. Азо, тоа фактички во наше преведено ќе биде лумпувачка вечер. Лумпувачка вечер. Се собираат уствари младенците со пријатели со кого и да поканат на таа вечер. Со сите. Значи, тука тоа е за сите, например. Кога кај нас не пример што се 300 души на свадба, таму на Polte Abend се 300 души. Значи, комши, пријатели, роднини. Од тука свадбата е сепак малце по-специфична, малце е се оди на по-интимно, по-фамилијатно, по-затворено, по-вакво. Значи, они во друго го гледаат, например, тој луксус или тој раскош на свадбата. Не? Ќе кажеме после понатаму во што е како они што го замислуваат. Меѓутоа, Polte Abend да засива. Пива, грилови, кетеринзи, што ти ја знам таму. И што е главна традиција? Ајде кажи. Главна традиција е кршење на чаши, тангери, на се што може да се скрши. Шоли се носела. Може да се скрши. Значи, гостите кршат. Да. Гостите кршат, а младите метат после тоа. Младите метат. Значи, што е? Значи, фактички, тоа фактички првата вечер или
вечерите пред тоа, заедничкото, заеднички да го сите тие работи, нешто ако ни се деси, заеднички тоа да го направиме, ама главната поента е, како што рече ти, кршењето, лом. Да. Символиката на тоа било да се истераат лошите духови. Да, точно. Значи, тој типичен, да речем, германски адет, полте абен, кајнив, тоа е ршум се прави, не? Да, дури некои многу го организираат исто со истиот интензитет како и свадбата. Точно. Да, значи кај нас е нели повеќе свадба како свадба дента. Да. А кај нив и полтеабнд и свадбата. Исто така Панче спомна нели дека се поинтимни свадбите, дека немаат кој знае колку гости и често ја користат и можноста онака на полтеабнд да ги поканат тие гости, пријатели, комшии што дае, кои што не ги канат на свадбата. Да. И често имам слушнато кога тие беали на свадбата, не, ама беа на полтеабнд. Ако имаат партиски другарчиња, би ги поканили на полтеабендот, нема да ги поканат насово да ги стават у главната да ги стават у главната сала. Е тука на полтеабенд ги поканат, а на свадбата, или колеги и колешки исто, да. Да. На братот, друштвото, на свекрвата, колешките, на сите таму, полтеабендот е за сите отворен. И они точно се знаат и тоа што например што не се насоба, тоа што ги носат поклончињата, пликцата се ги носат и и тоа и нема тука лутиш, не? Тука тоа се знае, тоа е канив, тоа е како закон. Да. Добро, закон, во Хесен мислам дека секаде се прави тоа и во други покрајни, кој знае дали е секаде во Германија. Да, полтеабендот е традиционално во Германија познат на во сите републики, да речем. Не верувам дека не дека во некоја република не се прави тоа традиција полтеабендот, значи да се крши тоа. Таа дори дека поготово во овие што се да речем руралниве места, да речем, бидејќи се да речем селани, има трактори, се носи да речем комење или се носи гюле, значи се прават 315 циркузи се прават. Да им се направи на младиве работа, да може да работа што потешко. Што потешко, толку вакво е толку е поинтересно или позабавно и за младите, а и за гостите. Така таа е да речем пред свадбарска, да речем кај нас тука не се носат фстани, не се носат борони бовчите, се носеа по градови, се шетаат. Да, бовчите, да. Ми текнува на бовчите. Да. Тука таа работа нема, затоа е тој пред вакво е пред празнични или пред свадбарски ден со полтеабендот и си го почнуваат они и сега иде денот на свадбата. И сега например кај нас главни глумци се знае кои се, не? Покрај невестата и момчето. Кума, да, кумовата тајфа и родителите, да. Старосват, девер, тука главните глумци се трауцоѓето. Значи, фактички сведоците. Старосватица и... Така е вид на старосватица и старосват, ама секој од, да речем, од парот си бира по еден и тоа најповеќе од, да речем, од пријателство, од кругот на пријателите, од кругот на другарите. Тие што се најдобрата другарка или најдобриот другар, вика, какво е тоа? И тоа мора да се каже дека во католичката црква мора такво нешто. Значи, мораш без сведок, да речем, без таков сведок, немаш право да правиш свадба во црква, во католичка црква. Евангелистите и други се малце по-либерте, ама католиците и таму одат они на разговор пред тоа, значи да се каже оти Попов треба нешто да каже таму, ти го држат да говори на пример, така и така како било детството таму и ги прашаат и таоцоѓето, значи светоци ги прашуваат каков однос имаат спрема кој, значи најблизок другар, најблиска другарка, знам вакво нешто со поминал со оние и тоа си кажуваат. Они Попов тоа си прави на пример некој си, да речем, раскавче. Во програма, да. Да, си прави некој раскавче кој потоа во церемонијата, да речем, ја прави на пример интересна. Значи церемонијата црковна е интересна тука. Да, ама не многу прават во црква. Ја повеќе во што ги знам праве онака во матично и после тоа во ресторан. Ама тие што прават помладиве, што знам, може и некоја тенденција, кој знае. Тие што прават во црква, значи тоа е традиционално, на пример, да влегуваат внатре, таткото да ја носи невестата, овие да се напред да стоат момчето, значи сведок од еден, сведок од друг и сите тие работи, што тоа си е традицијата и понатаму си поставено. Иначе другото е
у Македонија како е, се криет ли? Значи не сметат да го видат фрстанот. Да, се криет Значи, исто. Исто за тоа мислам дека и сегде и дека е убав момент така кога ќе ја види младоженецот невестата, мако се навратиме да кажеме за моматично дека е тука исто различно од кај нас. Кај нас некако на тие неколку свадби што сум присуствувала се онака според тој член тој сега сте кодемек маж и жена, не знам таму што зборат, како и да не е нешто така посебно или интимно или нешто свечено. Тука е така посуво, тука сега ние правевме пред чекај. Не ми текнува кога тоа што беше. Прашо биле. Пред скоро 3 години, пред 2,5 години, матичарката не праша дали сакаме да каже нешто, некој збор. И сега мислев ќе каже нешто како, нели, треба се почитувате нешто, некои основи на брак. Не, она имаше цел состав од 6 страни. Не. Значи си го изрецитира, си го кажа. Си се спремила, како изборот се не ми текнува, Трауред или така некако се викаше. Трауред. Она си склопила за нас двајца совети, све, стварно беше... Бевте ли на разговор пред тоа? На разговор бевте ли пред тоа? Да, мораше да се оди на разговор. Мислам, тоа беше повеќе како бирократската страна. Ајде да видиме, смеете или не смеете, лични карти, сакате ли таква книга на за уверение, штамбух, и уште нешто, некој поклончиња таму не дава. Термин каде, што, како, во која просторија, ние покажа просторијата и стварно беше супер, многу убаво. Да речем, и ние пред 30 години исто тоа, че ние сме штам да сам тужили, да речем, општински сме венчани тука, а црковно се венчав во Македонија. Тоа е повеќето исто и ние, да. Истото беше тука, значи одиш таму, дори на времето тогаш не прашува нас, прашува на пример на кој закон сакаме да се венчаме, значи југословенски или германски. Поврзано е со што е поврзано со презимето. Сопругата моја се вика Чаушевска, оти ние сме венчани на југословенски закон. Тоа време уште вакво е тоа. А сега ако се венчаш на пример по германски ти беше Чаушевски. Чаушевски, да. Моето како што е, на пример. Да. Нас не праша, мене ме праша како сакам да ми биде презимето, дали Уртинов или Уртинова, и тоа ќе беше можно. Да. Значи, они фактички врз основа на тоа како се онадуеш, на кој закон се венчаш и на тој закон они го приметнуваат и принципот на презимето. Ама не рековме дека, пошто сега почна и доле тие него работи, битната, интересната забава, за да речем, и за машката страна, и за женската страна, посебно за другарите и за другарките, е момачкото или ергенската вечер, ергенската забава. Да, ние отидовме директно во матишно, ствари заборавивме да отидеме на нема врска. Девојачко. Значи, тука тие парти ги има. Сега ако што гледам и почна и доле некој работи да прават. Секаде ги има, само тука одат во аут, значи одат и во организација и со организација. До екстрем. Да. Значи се прават тоа групи месеци пред свадбата, има карање, има пришење од групи, има 300 различни работи, тоа е секојаш така кога има нека организација од повеќе луѓе кои што може и не ни се дружат, кој знае колку, и се поради невестата или младоженецот се споени. И така има и тоа разлика од кај нашите. Битно е младоженецот и невестата да не знаат ништо. Не знаат ништо, односно добро, сепак се германци, мислам дека терминот си го само терминот го знаат. Да, терминот го знаат. На тој датум земи си слободно и најверојатно и земи си го утрешниот ден слободно. Утрешниот, за да оти најверојатно дека нема стање. Нема стање да екзистираш на тој другиот ден. А сега што прават, например, што сум приметил, одат, например, прават викенди во други места, во големите градови, Мајорка, ваму таму. Да ти кажам искрено, сега кога беве Мексико, американциве има јунгезелен вакво е у Мексико. Готов таму. За викенд? Супер, не и од кај нас идат, пак во други градови, во други држави, пак Грција, Бугарија и во Македонија самиот таму се оди. Да, тука ќе ги познаеш одма тие што се на
барем на девојачка забава, сите се облечени во нешто слично, имаат нешто ставено препознатливо, дали е капа, дали е некоја сукња ламбада, било што, да се знае дека тука се случува девојачко вечер. И девојачко вечер. Одат по кафаните, делат добро. Делат целувки, за тоа добиваат пари или добиваат рунда на пиење. Да. Значи, они си имаат секогаш као кошница со ситници, со малечки, оние, како се викаат, малечки не раки или малечки не ликери, да, ликерчиња што се ептен во мали шишиња. Клопфа, да. Така се викаат и одат и прашуваат машки дали може да ги бацат, значи дали може да го бацат некој маж. Точно. Мислам само невеста да бацува, така? Невеста само бацува, она не за да бацат, а овие на пример се должни што ќе ги бацат да дадат некоја мала нешто остават кошничката. Или доколку не сакаат, на пример, може да купат од тие пилочињата, малите пилочиња. Да, фактички они се спремаат во което да продаваат. Од една страна жените ги слават, ама мажот да речам, таа вечер го жалат, деме као више толку заврши животот за тебе, се е свршено сега со овој момент и толку ушева, изгостира и ушева вечер и после тоа смак света, што не е тоа така. Али не е така. Така е гегот, таков е гегот. Да, тоа е исто секаде, да. Се дотеруват па го облекуваат увакво да се знае дека е у розово ќе го облечат, дека е вакво, дека е посебно. Исто така и жените кога жрежите така имаат сорокчиња, со тулчиња, со секојаш има нешто, да. Некои, да. Си шетаат, да речем, по плоштад си шетаат и тераат од кафана до кафана. Да. Порано имав видено такви, мислам, поединечно некогаш ќе видев една група таква во Франкфурт, па некоја тука во Гисен и добро, па знам дека има моминска забава, ама еднаш кога отидов во Хамбург, онака бев запрепастена, мислам дека 10 момински забави има тогаш организирано и само така со групи се движеа, добро, тоа е стварно поголем град, ама викам сите ли тука слават. Кој што рековме пред тоа, они се во некои работи, да речем, скромни, ама некои работи се екстремни. Значи, полтеабното за сите, ама свадбата е, еве сега, пред прошта недела во комшиите тука, свадба имаше, колку души? 45 души. Да. Да, се бевме во матично, се вративме на момачка девојачка. Свадбата како таква, значи, кога искачаат од матично исто ова не кажавме, се стоја, ајде сега кажи го шпалија штеен. Шпалир, да, исто. Шпалир стојат, да. Стојат, ама и што е интересното, например, на целото тоа е, може би и во матична, може и во црквата, значи пред нив одат блуменмејчин, дечиња, што фрлаат или цвеќенца, или, например, овие руживе што се листовите од ружи ги фрлаат пред нив и тоа, а друштвото, другарите, фамилијата стои шпалир во целото тоа. Да. Значи, тука се зачудив тоа, дори порано знам, се сеќавам, фрла Орис, да, мислам дека сега дали не сме забрането било, законски било забрането. Да, сега е забрането. Нешто сега имаше врска со птици, да не... Не само птици, ами уништување на храмбени артикли, па да. Чекај сега, требало тоа некој да го мете? Тоа да. Па замисли 3 венчавки да имаш во матично, ти е... Требало да го мете тоа? Да, го разбирам. Затоа, замисли, и имало вакво се дешавало, например, во случај тоа да не го почитуваат, например, свадбариве, да речем, и некој злоучи фрламер Орис, општинава им праќа рачун за чистење. Стварно? Да. Па добро, го разбирам тоа. Читам, викам, не ми се верува. Ама, зошто да не? Германија. И па сега, да, кој пак треба некој тоа да го... Да, треба некој да го прави, да.
Значи, ама па да речем, таа традиција шпалир ти го рече, па сега зависи какво хоби може има некој, ако е фудбалер, па со топки фрлаат. Например, јас сум бил на одбојкар, сум бил на свадба на пријатели, овие што сме играле одбојка, па со одбојка па фрламе преку нив, они подоздола поминуваат. Така. Да. Исто и за ова шпалир исто може да се викнат некои кои што не учествуваат на свадбата како таква, кај нас беа моите колеги, баш исто тогаш си викав како се вика шпалија штен и или вика па шпалир како се вика, викам нема шанси тоа да е зборот. Ама ајде, очигледно е познат. Шпалир таа стојат од како ред од една од друга страна и ми држаат цвеќенца и фрлаат таму не знам што исто некои ливчиња. Многу беше убаво, мислам убаво и за сликите после тоа. Исто и кога ќе излезат младенците надвор, треба да исечат срце платнено. Чекај тоа, после тоа чекај се. Има таму ти отидејќи и срциња да не бе од шпалирот кај срцињата. Па и фрлаат и балончиња пуштаат нагоре. Па добро. Балончиња пуштаат нагоре. Ja. Ние не пуштавме ништо и тие после нас. Имавме тука еден до друг термин ние во матично и ние не правевме ни сечење на срце ни ништо, пошто тоа не е наша не е наша традиција. Трупче не ви стави да сечете. Не, јас и скочив си направи фотосесија, значи тоа ми беше важно да се овековечи секој момент. И тоа си беше супер, овие другиве после нас што беа и тоа што викаш ако е во некој феајн, значи тој мажот беше очигледно во некоја противпожарна единица, не знам, и така со противпожарната кола си дојде. Па идат со противпожарна кола, па пиштат, па може вода да пуштат. Да, скроз. Тоа вакво е. Ама интересното е тоа што на пример и точно знаат тоа, на пример, окей, ние сме само за тоа дојдени. Значи за шпалиров дојдовме, го свршивме тоа. Сите, али ура ваму таму по едно чавче сепче, значи шампајското ќе се чукнеме, ќе се надаме и после тоа филшпас и проложи на пример, да речам свадбарската дружина од 40-50 гости заминува после тоа во ресторантот. Меѓутоа сега кажи ајде ти за вакво е за чаршавот. Да, на чаршав голем е, што знам, 1:1 или 2:2, зависи, голем, голем треба да биде, голем треба да биде. Голем, добро, зависи на некого свадби, што било така. Онако 20 да го држат добро да не им биде многу голем, нацртано е срце големо со фломастери со било што и треба да го исечат срцето, значи едниот од едната страна, едниот едната половина, другиот другата половина и кодеме кој попрво ќе го исече. Се тркаат, да. Кој попрво ќе го исече, тој не знам, ќе биде главен или ќе победи. Тоа ти исто кога сечеш тортата си да гледаат кој е прв од озгора раката, која држи од озгора, кој притиска, демек тој ќе бил главниот у бракот. Да. Си приметили со што сечат, што им даваат, какви ножички им даваат? Со тапи ножици. Со тапи ножици. Не само тапи, ами ножици за сечење на ногти, не од овие големи. Да, тие малечки никакви, да, стварно така језиво, ти мене што знам, од тие звуци сечат. Сега покрај чаршавот, друго што е трупчето, дрво. Ова не го знаев. Како трупче? Не. Азо, покрај, значи, традиционално, да речем, традицијата на сечењето на срце од чаршав, кај некои, да речем, свадбарски забави или пред, да речем, да се оди во главната сала, каде што се однесува свадбата, младите треба да сечат дрво. Значи, дрвец. Труп се носи и се става на вакво на постоле и едниот од една страна, другиот од, значи, пила им се дава, ама пилата се знае како може. Пилата е тупа. Леле. И ќе се убедат да сечат. Значи ќе сечат и срце, и платно, значи, и дрво или едно или што? Може да се деси и двете да ги прават, а може да се деси и па да речем, они си се понекогаш, да речем, овие што се главните организатори се фактички сведоците. Сведоците, да, старосведот и старосведицата. Они целиот план и целата организација на свадбата ја прават. Значи тука, да речем, младите што бират јадењето и пиењето и кај ќе бидеме и што ќе бидеме. А рестот организацијата е на сведоците. И они, например, врз основа на тоа што пред тоа, например, ќе постиш прашање и што мислиш, што ти се свиѓа, чаршав или трупче и узмуваме, трупче неќум, чаршав сакам или обратно, чаршав сакам, трупче неќум и знаат они, окей, трупче ќе биде. И ќе го изнесат таму и трупецов и сега,
понекогаш, например, тоа трупче, како што ќе го пресечат, например, и после тоа го носат на свадба, например, у халата го носат и таму се подпишуваат овие на трупче, се подпишуваат. Шубаво, да. Вакво е тоа, речи го, гостиве се подпишуваат на трупчево со нешто вакво е. Значи, тоа им е како успомен им е тоа, вакво е. А во основа, фактички, тоа и двете работи, кој што речи пред тоа, се базира, например, да бидат заеднички, например, да успеат некои тешки работи. Отипаќачам, сепак трупче да сечеш не е лесна работа. Да, се дотерал, си се нашминкал, си се средил во венчаница и тука мора да работиш. Значи, мора да работиш така да тоа заедничкото, они тоа преку тие, да речем, традиции или преку тие игри, да ги наречеме, сака да ги поттикнат младите да видат, еве, и у тешкото можете заеднички трупчето да го исечете. Или и ако е долго, например, не е битно, например, двајцата сигурно едниот ќе биде побрзас. Ами тој непрестанно кој ќе стаса, например, до средината, непрестанно, тој сечи и понатаму. Значи сака да каже дека и продолжува понатаму да и помогне или да му помогне на саканиот да се дојде до целта, например, да се исполни. И што не кажа пред тоа, значи кога ќе го исечат срцето, тогаш момчето ја зима невестата, ја фаќа и ја пренесува преку срцето. Да. Така е, тоа сум го заборавила. Сега ми текна последен пат кога бев така на шпалер на колешка. Така е, ја пренесе. Ја. Да, интерактивни им се свадбите. Значи има работа. Има, може да се деси кога ќе влезеш у црквата да менјаш два пара кошули да смениш. Доека од матично, например, кога понекогаш се прават свадбите од матично одиш у црква, исто како кај нас, например. Исто како кај нас, да. Некои свадбите ги прават и денес ќе правиме матично, а да речем другата недела ќе се венчаваме во црква. И тоа се или другата година, значи тоа исто имам. Тоа е. Ама тука што е интересното, што се бара датумите. Значи 4.4.2024. Ќе биде интересно. 5.5.2025 или 25.5.2025. Да, 5.5.2025 ќе има. Најголемата циркус. Исто за свадбите како такви се многу поразлични од нашите, мислам свадбените прослави. Може ли тоа прослава се нарече ако е 20 души? Добро, мислам, не е дека се 20 души, туку дека се стварно како кај нас голем ручек, голем семеен ручек. Првиот пат кога бев на свадба не поканија, не знам кога беше, пред 15 години може, релативно нова бев тука. И онака свадба, се спремам, онака како што се спремам за наша свадба. Свадбата беше во поранешна кланица. Значи тоа местото било кланица, сега е некој како ресторан навечер. Преку ден не е ништо. Преку ден не е ништо навечер и тоа само на неколку вечери е како има недоотворено. Како клуб имаше, немаше ни место ни за играње, ни ништо, се служеа некои таму колбасици, переци, онака ептен, класично германски и си реков, окей, тоа е свадба германска, тоа е тоа, ама после тоа бев на уште неколку и стварно мислам не може да се каже дека така се слави и така, значи секој стварно се си планира како што му е, како што му одговара. Другата свадба, извини уште ова само да кажам, другата свадба што ја видов, беше кратко време после тоа, работев во еден ресторан и онака кажа ќе има утре свадба во ресторанов и јас целата, нели, ем да видам како, ем така да се спремам подобро, да видам. Кој ќе носи прасето? Кој ќе носи прасето на кумот? Кога отидов таму, буквално стварно за 20 души, 2-3 маси споени, имаше еден синтесайзер си викнале да им свири, сега ми приметив само дека беа многу убаво декорирани масите, значи си имаше купено како ситен песок, па со некои чамчиња таму на средина на масите. Стварно беше птено онака во под мотото лето и не знам, таму некој остров. И така си јадеа, си пија, си свиреше тој на синтесайзер. Си кажа по некој говори, тоа беше тоа. А за свадбата тука ја, да речем, ја доживуваат како интимен момент. Например, ја не знам дали си видела ти тука, например, ево од пријателиве од твоје, да речем, или моје, да речем, познативе, после свадбата да видиш по социјални медиуми слики. Значи, тоа е интимитетот го задржуваат. Да, стварно. Не? Да. Кај нас е малце поинаку да се види, да се каже балончето вакво, балончето не.
Они, например, туку, тој момент, например, тоа интимно го доживеат. Они го сакаат, значи, они двајцата, значи, дечкото, значи, да речем, сопругот и младата и младоженецот, во тој момент сакаат да бидат во центарот, они да бидат во центарот. Да не биде, например, прасето било вакво, тортата била на 5 спрата и сите работи, они ти кој што рече, кај нив тоа се деталите се кај нив битни. Декорацијата. Значи, тоа што го сакаат, например, што го доживеале, да бидат на отворено, на море, на па и 5 души да бидат. Ме разбираш? Значи, тие моменти они сакаат да ги доживеат, самите да ги доживеат. Не е тоа, например, да правиме ние свадба за 250 души и на крајот од младенци никој не ги знаеме, не ги познаваме. Не? Значи, они тоа го доживуваат као доста интимно и таа дори се почестен, значи, како да речам, како нефамилиарен човек, како те покани некој на таква свадба, треба да бидеш стварно почестен, значи те цени во тој момент, тој те цени, значи сака да присуствуваш на тој интимен негов момент. Да. Баш и многу значи ја слават свадбата како таква во ресторан, ама само на ручек или вечера да речеме и после тоа, например, дома и пак доаѓа сите од Полта Абнд што биле. И дома во градина се грила, се прави нешто, да. Пивото, чипсот, ваму таму прецел, ваму тоа ќе ти извади сите работи. Ама у тој момент, тој например таа црква, тој да речем, окей, штанде само памаце се поотворени, оди шпалир, ваму таму не треба. Ама во тој момент кога да речем се повлекуваш нас, значи после црква да го значи таа прослава, тој да речем прв танц например што вакво порно кога било, сега почна например да си избираш музиките. И германците било секој што твојата музика, таа музика ти што си ја сакаш и значи двајцата вие кон например се било дечко и девојка и сега со него имаш на таа песна сме се запознале. Таа песна свира. Ние кај нас беше порано Вина Валцерот, се знаеш. Да, порано сега ние си бираме, да. Сега почнеме, ама ке германците тоа било од секогаш така. Значи од секогаш така и прашуил, значи прозика виде песна. Која песна ти, со која песна ќе го отворите, која е вашата песна? Вашата песна ме прашуваат. Која е вашата песна? Како сака да го отворите, да отворите свадба, со која песна сака да отворите веселбата например, И потоа свакво е. Например, за мене е многу интересни, се два моменти многу интересни. Тоа е, јас па да речем, јас очекувам кај да е полека, не сега, не денеска, не утре, како да е, вакво е тоа. Да. За мене се двата моменти, тоа е точно. Или да речем трите моменти. Јас сум реален и вакво е. Германците ќе бидат зетовците. Ја не верувам дека за мене биде моментот од тој момент кога ќерката ја моја ќе носам во црква и кога ќе предам на мочно, че јас сум традиционалист у таа ситуација. Ја ќе барам тоа да го правам. Тука не отстапувам од тоа. Значи ќе барам ќерката да однесам во црквата и да ја предадам момчето или на саканиот. Првиот предуслов. Вториот предуслов е танцот на таткото со ќерката. Да, многу е убава и таа, многу има убава и таа традиција. И третата е таа, не знам како ќе тоа ќе ми требаат маце лексилиумчи и вакво да се смирам, тоа е говорот на таткото. Ја не може. Не. Говорот на таткото спрема младенците кога ќе направи една, да речем, ретроспектива на целото тоа, например, тие 27, 8, 9 години, кога си имал ќерката, да речем, од мал, па до вакво, и у тој момент, фактички, со тој говор, кажуваш дека си согласен. Си се согласен. Многу е моментите чекаат исто и тоа е различно кај нас, што нема такво нешто. Значи, нашите свадби се релативно затворени како концепт. Значи, се знае. Влегуваат младенците, прв танц, народно, најчесто, вечера, забавно, торта, забавно. И тоа е тоа. Значи, сега ја приметив баш кога правевме свадба лани, кога пробувавме некои дополнителни работи, нешто си донесеме, како, например, гестбук, да се подпишуваат луѓе, сега некев да се подпишуваат, туку сакав да ни оставаат пораки. Значи, земавме тука, организиравме еден телефон, нема врска една фирма што го нуди тоа, таков ретро изгледаш и беше замислено да оставаат пораки, значи креваш, оставаш пораки, здраво, супер сте, не знам, срекни да сте она и спушташ. Тоа се снима све и на крај фирмата само ти праќа снимка од сите тие и сега ние си собравме баш од најблиските, имаме многу убави пораки, стварно мислам, смешно е дека се пак сите поднапиени, развеселени.
Ама не сите го направија тоа, пошто не очекуваа со таков некој момент на свадба, кај сега шо е со телефонов тука, ајде сега шо ќе збора, можам ли да избришам? Или имаш гестебук или книга за гостите, кај што на младите им пожелуваат да бидат среќни, весели, беричетни, плодни, што ти ја знам таму какви вакви успешни. Потоа има како лајнванд, значи за слики, поставаат палци од секој гост, па едно дрво се прави, па за секој гранче по еден палец и тоа се пише, например, код гостите, па тоа се оставува рамка во дневна, во недека како успомен од тој датум, или кој што рече ти вакво речи го со телефон. Значи тие моменти тука, па речам, они тука тоа интимитетот, значи тоа посебното сакаат да го држат, значи тоа да им остане за веки векови. Покрај тоа што го рече ти со сликите, например, тука ги имате фотосесии и работи. Добро, и сега ке нас гледам има се повеќе агенции така да сакаат да воведат некои свадбарски некои новитети да ги наречам од светот. И тоа е супер. Ама тоа е тоа, мислам, баш тоа што организиравме, ќе отвориш Pinterest и тие се тие идеи, нема измислување на топла вода. Сега има и кај нас, ама концептот е тој. Значи, музика, има, нели, кај нас некои што не се одлучува за таква свадба, туку другачија, ама традиционална македонска свадба се знае. Ето, Скопје без пирошка не е ништо, Велес е джигерот. Сопругата била пред 30 години, пред 31 година, леле, ако слушате ме, ќе го слушате, ќе не чуете, 31 година шецен. Свадба доле се прави на мотелот. Вика, јас сакам чинии да бидат декорирани. Ја вака гледам, шо се виш? Чинии да бидат декорирани. Како е декорирани? Секој јадење, и тоа ни се чудеа у мотот, после тоа почна да го практикуваат. Секој јадење беше, значи, вечера беше, не беше на чинијата, ми подоздол имаше листови марули, на зелено беше ставено. Да. И потоа беше вакво, бидејќи тоа тука го практикува, значи чини да бидат декорирани такви работи. И у кујната вака не гледа. Шо сакате? Викам, ние сакаме вечера да биде декорирана. Како се видите? А како? Викам, ја им донесам, ја им донесов марула и им кажав како сакам чинијата да им биде наредена. Тоа беше првиот шок што го доживеа пред 30 години. Вториот шок беше што да го доживеа. Донесовме на времето пред 31 година на секоја маса по едно шише шампањско. Да, добро тоа. Порно беше само младите го пијат. Сега ни рековме, пред 30 години само младите го пијат тоа. За другите имаш само ракија домашна, домашна ракија, од сватот ваква, дај да пробам од на сватот ракијата, ваму таму, не нива, дај од на сватот, или, не од на ваквоето, од на момчето, ваквоето ракијата, подобра беше во тоа. Ние донесов од тука шампањски вакво и па речем, тоа им беше маце интересно, така што уши на времето, например, маце ги спремавме за тоа што ги очекува во текот на работа. Сега, кој што рече ти, сега и ти кој ти си предводник на цело со телефонче што сме да си избунила таму доле. Да, добро, мислам не беше ништо посебно, само го приклучивме, стварно беше и супер комуникација со овие дечки од фирмата тука, па и ајде не секој дозволува да го пренесе што е телефон во не е странство. Имаш интересни моменти, ама добро, тоа беше мојавето дека концептот кај нас е тој и тука не, значи не има некој концепт реално. Исто тука сакав да кажам дека не има кој знае колку ресторани така спремни за такви големи веселби. Например, тука некој македонец да сака 200 души да си покани на свадба, треба убаво да си побара некој така ресторан што е погоден за тоа. Не сите се такви, затоа многу често ги прават во овие, како се викаат, Gemeindehäuser, Sporthalle, некои како големи простори во општините во кои што живеат или селата. Ама тука да направиш свадба со 250 души, неку Македонија со 3,5. Добро, тука ќе банкротираш, да. Не е порцијата 10-15 евра, 20 евра, да речем. Па вакво е. Тука ти рече јадење, предјадење, пиење, вакво така вода, ваму таму ќе испадне порцијава по, да не кажеме цени, ама... Да. Добре, кај нас не е веќе толку ефтино, ама тука нормално се е друго скапо. Јадењето добро, ама и се е друго од околу скапо. Ама сепак мислам дека цената не игра на тоа. Значи, кај неф е тоа интимитетот. На тој момент бираат луѓето кои што сакаат во тој момент да бидат ваквоето со нив. Еве, например, кај тебе, значи секој не може да биде патентанте.
Да. Одбираат посебни, значи тие што стварно ги осеќаат како блиски, како фамилија, како значи фамилијата тој момент, мајка, татко, брат, сестра, може да се деси братучет и толку завршува. Првото колено и тука завршува приказката. Тука завршува приказката. Само тука во тие некои сали, извини, сега така споредба се направи што, например, пак озвучување не е кој знае колку добро осветлување и пак и тоа е важно и тоа треба да се зема аспект за, мислам, предвид за свадбата, а не се многу нешто замараат со тоа. Значи, ти гледа диџеј или некој бенд диџеј најчесто? Што сега почна, например, порано беше, као одиш у кој ресторант у Македонија, у кој ресторант си, таа музика свири, таа ќе ти свири на свадба. Ако сакаш некој друг да ти свири, ќе имаш циркузи. Сега почна веќе, значи ресторантите, само ресторантот вика музика донеси си ти. Сакаш Каролина Гочева, сакаш што ти ја знам таму кој да ти пее, тој ќе ти пее, ти колку имаш да платиш, толку ќе ти играш, толку ќе тој ќе ти свири. Или ако сакаш да ти биде свадбата најдобра, ги каниш Браво бенд. Тие моја најтопла препорака да си ги ангажираат и нема да зажалат, ама не знам, сигурно сите што го слушаат подкастот веќе ги знаат. Кој ќе ми треба ќе ти се јавам. Обавезно, дај. Кој ќе ми треба за доле, привидејќи па ќе речем покриту качното, мораме и доле, мораме белџигер да има, мора белџигер да има. Обавезно, да. Ќе правиме такви. Нема да ти треба некое лексилиумче за говорот, сигурно со некоја ракија ќе се среди проблемот. Мене ми е за тука, за доле немам проблеми, за доле тука ми е проблемов. Тука си од центар на пажња, доле сиде по-лако се више. Не можам више за такви говори, значи само што ќе помислам, одма ми се стега грло. Одма. Биче. Али, ајде, ти си да. Добро, кајте, ама знаеш, што е, добро сега, кајте се машки? Машки за кјути, машки. Машките, знаеш како е? Машките со мајката играат. Леле, кјути, не ми збори. Аман бре. Да, многу се, не знам, многу се разнежувам на такви моменти. Ќе те потсетам, ја. За мене има уште време. Ќе ти ја пуштам 14-та епизода и ќе речам Марина, слушај, што правевме пред 20 години. Еве ти брзи курс за свадба во Германија, како да правиш, поготово ако имаш машки. Да. Па ќе им речам и они да си ја слушаат епизодава тогаш, таман да си знаат. Фала Богу. Што е во Германија, што во Македонија. Сега, например, на свадбава, што е интересно ке германците, значи кај нас се знае, оро, моро, брзо, 6 пати напред, 3 пати назад, пајдушко, мајдушко, рамно и тие другите работи. Тука прават, например, игри. Да, игри прават многу, стварно. Да, интерактивни свадби. Ама и тие игри треба да бидат во согласно со младите. Значи, младите може да речат, слушай, не сакам ја Рајза на Јерузалем. До 101 ќе се вртиме сега, што било, како било кочијата напред, кучето воа, тоа може не сакаат некои. Ама, традиционално да речеме, у склопот на, да речем, на свадбата, се прават тие игри некои, например, они што ги имаат, што ги прават во склопот на свадбената прослава, например, каде што малце може да ја со хумор, со шала, па да речем тука се уклучуваат и да речем и таткото, мајката на момчето, на невестата, тука ги уклучуваат и да речем и другите. Во тој момент споредни глумци да речем, главни глумци во Германија на свадбата се момчето и невестата. Да свас. Има тука кум, прасе, кума, бовча, држи куме кесето и сите работи. И не лепат пари тука, да знаете. Ако одите на вакве, нема да ви текнат на диџо да му лепите пари. Не лепат пари, да. Добро, не е тој однос према музика како што ги имаме и ние и не е ни таа музика реално, мислам. На таа музика тука не би ми не би ми дошло да залепам пари на некој тука што свири, мислам. Пак друго е тапан. Ако ти испе Атем лос од Хелена Фишер, ти му лепиш 10. Да, може нешто друго да му лепнам само на Атем лос до исти нахт, да не ја слушнам уште еднаш. Страшно. И да, тоа беше свадбата уствари, или? Заборавивме нешто? Сега, например, кај нас, например, Велес има мавиле, например. Мавилето ги дигаат. А тука шо прават, например? Тука, или си, мислам, и доле го фрлаат, да речем, букетов,
Да. Ама штрапсата како се вади, знаеш ли? Да, значи, младоженецот ствари треба да ја Да. да извади со заби, добро, тоа и кај нас го има. Мислам, Ај, го има стварно? кај многу на многу свадби, да. Okay. Да, го има веќе тоа се добро, сега дали е германска традиција, не знам, тоа е некоја западна традиција, што знам. Западна традиција, да. Да. Со заби, па го фрла, па го тегне, па го фрла ваква и исто како традицијата, исто како и, да речем, како и букетов на невестава, кој ќе го фати, тој ќе биде, таа ќе биде следната, другата година, да. Истото и со штрапсот ке догариви, да речем, ски друштвото на момчето, кој ќе го фати, тој е следниот. Значи сите бегаат настрана и паѓа штрапсот настрана, никој не го зима и продолжаваат, например. Да. Сега, например, што е интересно, например, ке германците, сега не зборуваме за поклони, меѓутоа тука поклоните се поишу парично, че тука нема тенџере сервис и тие работи, ма да и сега Македонија тие работи, поклон плико. Да, поклон плико, се знае наедноставно. Поклон плико. Сега, например, после тоа, например, младите традиционално на, да речем, на гостите им се заблагодаруваат со една благодарна картичка. Од моментот стварно тоа кај нас го нема. Од свадбата, например, сликичка од младоженци, прибедејќи се сликаат, нели, кој што рече, фотосесија се прави ваму таму, и се избира една фатова и се пише фала многу што што бевте на нашата прослава и направивте толку убаво да биде и што ти ја знам таму од вакво е танте Мони, танке Дија. Да, сега добро кај нас замислина 200 души така да им пишуваш, ќе ти падне рака. А тука исто кога правевме свадба во Македонија, нели нормално ме прашува како поминала се тоа, им ги кажував нашите обичаи, како е све, шо со музика, со се, мислам пред тоа сите организации они ги приметија, нели, што како организирав. И не може да поверуваат за моментот за слики, значи сликари кога доаѓаат и нели се сликаш со младенците пред на влез и се седнуваат и после сликарите оствари ги прават сликите и ги ловат луѓето, им ги даваат слики. И не може да сватат, па и стварно е интересно како нека осте што се пари 200-300 души. И одма ги разделуваат сликите. И од кај знаат они? И од кај знаат кај имаат листа на кои маси седат, луѓе викам не, онака ги гледаат и идат по нив. Не може да поверуваат и стварно, мислам и цените нормално ги споредуваме, немаше споредба, значи тоа ние што го добиваме за свадбени услови во Македонија, тука ни дел нема да добиеш. Тука за тројца. Тука за тројца, мада и во Македонија веќе реално не е толку ефтино, додуша сега не можеме споредба да направиме, една свадба сме правила, ама си е поскапено добро, како и се друго нормално. Дали тогаш кога организиравме, баш си помислив некој ако му треба бизнис идеја во Македонија, стварно само нешто со свадби да се прави. Жими се, значи не знаеш кои цени ги барат. Некои така услуги, сега да не навлагаме во детали, си помисли онака што е со ценава 3 плати македонски ти бара за пола саат за нешто и такси. Така ми дојде идеја нешто. Никогаш ако се вратам во Македонија, тоа ќе правам. Свадби ќе организирам. Музика веќе имам. Браво, Бенци, кажеш. Основата имаш, точно е. Значи основата имаш, а скут. Тоа е најбитно во Македонија, кога првото нешто, значи ресторан и бенд. И после тоа се друго. Значи ресторанот е важен, бендот кај ќе ти свири и толку. Затоа беше прво и фотографот нормално. Дека тие се барани, ама тука е што знам. Не, поинаку. Тука луѓето понекогаш и кредити земаат, не знам, сега да не регулираме у тие работи финанси во гледа, меѓутоа свадбата тука им е тој чин на свадба. Да. Например, и кој ќе го земеш фстанов, еден фстан тука, асален да речем, како што треба, например, со шлајфе назад, со шлаја, со чипче, со корсетче, што ти ја знам таму, вакво, такво, од 1500 па нагоре. 1500 најефтините се барав преходни. Па сега ме кажам. Да, тука бев само за модели да барам и инспирација, а во Македонија кога немек да купам. 3, значи ако сакаш да познат, 3-4 па нагоре. Реално морам да кажам, многу бев изненадена од материјалите тука. Многу добри. Добри, вака од тоа што споредив, и модели и материјали за мода, обично не би избрала Германија пред Македонија, ама за
венчаните стварно беа стварно. Квалитетот. И затоа, кога има квалитет, имат и цена. Мислам, така и цената е таква. И тука, која бев на еден саем 2 месеци пред свадбата, ја бев ептено пуштена, мислам, венчаницата на крај онлайн си ја купив. И ми беше најубава, ама бев, онака многу ми беше интересно тоа по продавници да пробувам и да гледам, бев и на саем и таа кој кажав на едната дека за 2 месеци имам свадба, вака ме погледа, вика, нема шанси, 9 месеци унапред треба да го порачаш. Да. И добро, сега не сите беа толку строги, ама да, многу однапред. И не се толку флексибилни кој нас со шијачки, со она не, тоа ќе си резервираш се. Нема тука дена за утре, ќе си чекаш. И најголемото, најинтересното е тоа, ти го рече. Почне да го прави фрстанов нормална големина. И после пази кај идеш што вас. Hauchdünn, dünnes Eis. Dünnes Eis. Знам дека е dünnes Eis, ама мора да се спомна. Die kleinste Violine der Welt. Јама, ти тоа го речеш, значи долез 2 месеца ти слушаш невеста. Тука, невеста, 5 деца ти роди доека фастер остаса. Да, стварно. Така е шо? Ја? Како викаат они? Терминот до година ќе чекаме, некој може да го зачека. Ја? И шо правиме тогаш? И после тоа циркузи вака станува. Чекај сега. Да. Вака губим и што да правим? Се деси. Ja. Ама тоа е. Да. Мислам дека да останеме тука 55 минути е само епизода само за свадба, а не сме ни стигнати до крштевка. Крштевка да ќе оставиме за другиот месец. Крштевка да ќе оставиме за другиот месец, да. Другиот месец свадба беше интересна, мислам. Да, беше. Нашата беше интересна, да. Германските, да, добро. Да. Секоја свадба си убава. Така е. Дека слави љубовта, се знае за што се прави. Да. Точно, значи треба вакво е. И едно. EF expression. Во мораме на крај да го. Исто. Ете затоа уствари окей што сум родена во Македонија, значи нема шанси такво EF expression да кажам граматично како тука, да. Си кажат они, добро, матично може, ама последно црквата е многу интересно, значи кој почнат ти сега еднов го научил тоа напамет, а други вади листот и чита. И сега викаш чекај сега, вој што чита, тоа стварно ли е ваквоето или ваквоето, ама тоа има останало традиција, деме како да кажат, вакво не ми текне да фешпрешен, шо? Обеќање за завет ли како се вика, брачен завет, да. Брачен завет за иднината, за секогаш, не? Значи тоа го прават и во матично и во црква, значи тоа е исто. Многу емотивно, традиционално. Ќе се научиш, има време. Млада си. Имам видено, да, добро, имам видено така слики од, нели, после тоа постираат како или од матично или од црква се едно и се сплакани, пак тие се некои интимни работи. Плачеш, од радост плачеш, од радост, да, пак. Наја. Океј, Марина, беше супер. Фала ти на муабетот за свадбата. Ќе биде и кај вас супер за некоја година. Ќе видиме која епизода поред ќе биде тоа кога ќе кажеш. Да бидеме здрави и живи, да бидеме здрави и живи. Ќе бидете присутни, ќе бидете поканети. Да. Подкастот ќе си тера, тоа сум сигурна. Можеме и да направиме лайв, вакво е. Може и лайвче некој од делото панче. Делото панче. И така да, многу бај моменти. Океј. Супер беше. Крштенка да патирашам, ќе оставиме за другиот месец. Нема да заборавиме, нема да прибидејќи тоа што ти ќе бидеш главната, ти си тука, куми муми, правеше таму. Не е вакво е тоа. Ама ете и сега ќе спомне со крштенка, значи кога крштеваш нема врска со свадба. Оти кажа кумот и готово. Од кумот и трна. Тоа си друга екипа е тоа. Друга тема и за тоа темата ќе обработиме следниот месец. До тогаш уживајте во убавото време. Убаво времето е тука, се поправува полека. Да не го урочиме. Слушате неме во петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао. Чус.